И секогаш сум со она дека јас не можам да ги натерам луѓето да дојдат на терапија. Тие треба да се првите кои што ќе го превземат тој чекор, затоа што токму тоа промената почнува од тој прв чекор, од луката дека сакам да си помогнам на себе. Групите за поддршка токму тоа имаат токму таа цел, да понудат емоционална поддршка, да понудат разбирање, да понудат сигурно, безбедно место. Убаво е, некогаш постојат некои, би кажала, стереотипи или предрасуди или дилеми кои што ги одвраќаат луѓето да се приклучат на групи за поддршка. Ќе дојдат родители во група за поддршка и ќе сватат дека имаат брачен проблем. Не можат, не знам, лути си се еден на друг. Александра, како си? Добро, малку во гужва период на активности, обврски, но еве, добро е да се биде повторно тука и да разговараме, верувам, за некоја важна тема која што, важна тема која што е ќе биде од корист за сите. Да, се смеевме пред да почнеме, секој гостин кој што ни е нов на подкастот го прашувам што е за нив ментално здравје. Тебе веќе броевме 5 пат си ни гостинка. Како е твоето ментално здравје? Да почнеме со тоа, овој период. Почеток на нова година, некаде се приметува крај на зимата, кај нас, верувам и знам дека работиш со многу клиенти. Како е твоето ментално здравје моментално? Лично, искрено и приватно поминав низ доста предизвикувачки период, имав загуба на блиска личност и така почетокот на годината не беше едноставен и лесен за мене, особено периодот на празниците, јануари месец, но некако успевам да функционирам колку што е можно нормално. Доста сум ангажирана во активности на моето работно место, имаме нови планови, идеи за оваа година што е пред нас. Исто така, полека и клиентите се враќаат назад, имавме мала пауза измеѓу празниците. Некако работите повторно се враќаат во нормала. Се трудам да имам време за себе колку што можам, да имам некои барем мали рутини во текот на неделата, додека сум па и дури на моето работно место, каде што ќе застанам, ќе си направам некоја себе рефлексија, ќе си дадам простор, дискусам некои чувства и мисли ако се присутни и едноставно да ги пуштам за да можам да бидам фокусирана и на работата и на тоа што го правам. Знаеме ние како психолози често пати се среќаваме со клиенти кои што исто го носат својот товар пред нас, па и тоа знае да биде преплавувачки, така да и јас се трудам да се потсетам себе си дека треба да си земам време за себе и за моите чувства и емоции, да ги процесирам и да ги пуштам истите. Рече, ќе навлеземе во темата која што до некаде доаѓа и од тоа што сега започнувате со работа вие и како групи за поддршка. Ма сакам да прашам, спомна нешто интересно кое што од секој сум го размислувал. Како е тоа, например, спомна клиенти да се враќаат, луѓе се враќаат на терапија. Како тоа влијае врз луѓе, бидејќи, например, не знам, да имаш интензивно време терапија, после правиш пауза, па после пак се враќаш. Дали тоа или како влијае врз луѓето со кои што ти имаш можност да работиш? Така, интересно е што нормално е, имаме периоди и во текот на годината, особено периодот на празниците и летниот период, знае да биде доста да донесе некаква промена во тој тераписки процес, затоа што едноставно и клиентите сакаат да се фокусираат во дадени моменти на други случувања и настани, некогаш се отсутни заради патувања или одредени семејни средби. Јас искрено не притискам, и самата јас имам во одреден момент пауза, и одмор од работа. Се трудиме пред да биде таа, сесија која што предходи пред одредена пауза, да биде повеќе практична во смисла на што е тоа што може да ти помогне додека не сме во контакт, кои вештини или кои техники, зависи од проблемот, во меѓувреме можеме да дадеме некоја задача на која што клиентот може да размислува или да ја сработи додека имаме мала пауза помеѓу во терапискиот процес. И потоа, луѓето полека се враќаат во смисла знаат дека треба да продолжат со работата на себе и имаат потреба да разговараат. Можеби ни треба една сесија да се вратиме, да направиме еден апдейт на тоа што се случувало, но оној кој што е одлучен да работи на себе, не многу му влијае таа пауза. Има клиенти кои што за жал,
по таква една кратка пауза може да се случи да го одложуваат одновото враќање, нели, во терапија. Така да, но никогаш, како да кажам, не е доцна да човек повторно се врати во процесот. Може би ќе треба малку време да некои работи да се вратиме на траката, нели, да можеме да продолжиме да работиме, но секогаш има простор, не е ништо загубено. Да, некојаш да изгледа, барем јас знам, за мене не само во оваа ситуација, туку и за други работи, кога нешто ќе оставам on the back burner, што би рекле американци, дека што ќе оставам малце, окей, сега ќе направам пауза, па еден ден ќе станат 2 дена, па недела дена, па и после многу тешко да се вратиш на нешто ако немаш силна мотивација и силна одлучност да продолжиш со самото тоа. Так. Никогаш знам да се чувствам слободно и да им пишам на клиентите како од стилот. Разговаравме дека ќе се видиме во наредниот период, дали може би имаш некаков план, чисто да пратам подсетување дека сум тука, но секако без никаков притисок, бидејќи секој треба да си донесе одлука дека сака да продолжи да работи на себе. Да, бидејќи тоа што ја го имам научено од овој подкаст, дека на крајот на денот никој не може тебе да ти помогне, мора самиот себе да сакаш да си помогнеш. Може тоа други луѓе да ти помогнат во сето таму, ако немаш своја одлука донесена дека јас сега сакам да го променам ова, никој не може таа одлука да ја донесе за тебе. Баш така, мора да дојде одлуката за промена, мора да тргне од нас. И многу пати се наоѓам во ситуација каде што ете блиски луѓе на луѓе кои што имаат потреба од разговор, ќе ми се јават, а те молам јави се, праши го дали сака да дојде или мотивирај го да дојде. И секогаш сум со она дека јас не можам да ги натерам луѓето да дојдат на терапија. Тие треба да се првите кои што ќе го превземат тој чекор, затоа што токму тоа промената почнува од тој прв чекор, од луката дека сакам да си помогнам на себе. Да. Групи за поддршка. Што се тоа? Знам дека имаш искуство со нив, имаш работено со нив во почеток сте на нови групи за поддршка. Што е група за поддршка кога станува збор за терапија, психотерапија, ментално здравје? Така, да. Групите за поддршка се една форма, или ако можем да кажеме, едно структурирано место, каде што простор, каде што луѓето кои што делат слично искуство, можат да разговараат за тоа, да споделуваат, да се поврзат со други кои што имаат такво искуство и да добијат емоционална поддршка. Најчесто е, нели, целта да се добие емоционална поддршка. Јас како психотерапевт до сега имам работено со луѓе кои што имаат одредена загуба или на блиска личност. Во периодот на COVID баш водев една таква група од 10 луѓе и за мене беше прво искуство, доста интересно ми беше тоа што пред се видов дека има луѓе кои што имаат потреба од тоа, сакаат да работат на тој начин во група. Ми изненади тоа што многу брзо некако луѓето кога ќе се отворат и ќе се дозволат да зборуваат за своите чувства и емоции, брзо се поврзуваат и почнува да се гради таа атмосфера или на доверба за споделување. Така да групите за поддршка токму тоа имаат токму таа цел, да понудат емоционална поддршка, да понудат разбирање, да понудат сигурно, безбедно место каде што водено од стручно лице, фасилитатор, ќе ги насочува учесниците во одредени прашања за дискусија, што ќе им помогне да зборуваат за своето искуство и секако да ја добијат таа емоционална поддршка која што им е потребна. Да. Сега некој кој што никогаш не бил дел од такво нешто, како функционира една група на поддршка? Бидејќи тоа баш го зборевме пред да почнеме со снимање. Колку е исто или различно со групна терапија, кој што е дел од менталното здравје и еден од начините на решавање на проблемите со менталното здравје? Така, групната терапија се разликува од групите за поддршка затоа што е еден вид на тераписки процес кој што се води во рамки на група, секако. Во тој процес се вклучени повеќе учесници истовремено, затоа нарекуваме дека е група. И исто така се вклучуваат повеќе терапевски интервенции од страна на оној кој што ја води. Секако треба тоа да биде стручно лице, терапевт, кој што интервенира за време на тој тераписки процес, ја насочува, ја води групата, има одредена цел таа групна терапија, одреден фокус на кој што се работи и се оди малку подлабоко во потешкотиите или проблемите со кои што се справуваат учесниците.
се работи на одредени симптоми кои што се јавиле, одредено однесување или пак некои нарушени односи, нели, зависи и самиот пристап кој што го има терапевтот, кој што го негува, дали доаѓа од позадина на семена, нели, психотерапија или пак можеби гешталт или behavior, така да интервенциите кои што ги прави терапевтот, нели, во рамки на таа групна терапија ќе зависат и од неговиот правец од кој што доаѓа. Така да може да направиме еве таквена разлика дека групата за поддршка е еден формат на пружање на емоционална поддршка, фокусот е на поврзување и споделување, додека групната психотерапија е повеќе има појасна структура, појасни цели, фокус, терапевтот вложува своји интервенции, насочува, се работи конкретно на дадени симптоми и проблеми и имаме малку подлабока работа на себе отколку кај групата за поддршка. Да, и на некој начин од тоа што еве го слушам, групите за поддршка повеќе се за да како некоја заедница каде што можеш ти да бидеш разбран, да се почувствуваш дека припаѓа, окей, не сум сам, не сум сама во ова што поминувам, додека пак групната терапија е исти проблем, ама е воден и има поразлична цел е решавањето на тој проблем. Так. Многу работи се преклопуваат. Баш јас кога размислував сега, како што и ти напомена, во овој период во советувалиштето во кое што работам, креиравме програма за групи за поддршка за жени со спонтан абортус, со такво искуство. И бидејќи сум психотерапевт, имам искуство, нели, во работа со терапија, малку ми беше тешко при креирањето на програмата, тоа да остане баш на ниво на група за поддршка, нели, кога размислував што се темите кои што може да се обработуваат за време на тие групи. Така да има сегменти на психотерапија, би рекла, одредени вежби, одредени интервенции, но сепак фокусот е на тоа, искусување на тоа заедништво, на тоа поврзување, на тоа да го слушнам другиот, неговото искуство и јас моето искуство, нели, да помогне на другиот да се чувствува разбран, прифатен, неосуден. Така да, без разлика, дали е тоа група за поддршка или групна терапија, фокусот е, нели, да се помогне на личноста да се чувствува подобро и да се справува подобро со проблемот со кој што се соочува. Да, само на различен начин тоа се прави, бидејќи тоа е едно и за различни луѓе поправиме ако грешам, ама за различни луѓе различно влијае се тоа. За мене можеби едното ќе ми влијае повеќе и ќе ми помогне да се чувствам подобро, а тебе пак може нешто друго и бидејќи не сме сите еднолики и сите имаме различни и еве на пример кога размислувам за групи за поддршка, ја како некој кој што е интровертен, мене веројатно би ми требало повеќе време да одлучам окей, ова е што ќе го направам, додека пак еден на еден работа со терапевт ми е многу полесно. Так. Ама пак ги има тие и затоа убаво што има различни начини на како може едно професионално лице да ти помогне со твојот ментален проблем. Така, токму така, сите сме различни и затоа постои индивидуална терапија, постои партнерска терапија, постои групна терапија или групи за поддршка. Има луѓе кои што се предизвикани некогаш, јас како терапевт знам да ги предизвикам, па ајде може да пробаш, не знам, партнерско советување, нели, ако проблемот е брачен проблем. Но лично се чувствува поудобно и попријатно кога работи индивидуално. Или пак, ајде во група за поддршка, но некој повеќе се чувствува сигурен во тој дијаден однос, нели, со терапевтот еден на еден, така да индивидуалните советувања се подеднакво вредни и важни, како што и групната поддршка и групната терапија. Убаво е, некогаш постојат некои, би кажала, стереотипи или предрасуди или дилеми кои што ги одвраќаат луѓето да се приклучат на групи за поддршка, верувам ќе разговараме и за нив. И можеби затоа некои луѓе имаат потешкотија да се одлучат да влезат во некоја група. Не е секогаш само, нели, карактерот или како сум јас научен и што е тоа што повеќе ми годи. Така да верувам дека ако сме јасно, ако имаме јасна идеја што значи групата за поддршка и што можам да очекувам таму и како тоа функционира, дека многу луѓе кои што имаат дилема би се приклучиле затоа што би биле сигурни, нели, што е тоа што ги очекува. Да. Таму.
Кои се некои од предизвиците со кои што ти си имаш соочено и воопшто со кои што се соочуваат терапевти кои го работат ваквиот начин на терапија и на помагање? Кои се тие некои предизвици со кои што еве се и во креирање на една група за поддршка ти се соочуваш со самото работење? Так. Ова конкретно во однос на тоа што моментално се припрема, што го припремаме како советувалиште, темата е навистина специфична, навистина е тема која што може да носи со себе голема емоционална болка, па дури групите кои што се за поддршка на луѓе кои што искусиле некаква загуба или друга загуба, носат еден силен бран на чувства и емоции и многу пати луѓето кога носат една таква болка, се плашат дека можеби ќе бидат преплавени од тие чувства и емоции или пак можеби дека ќе најдат на некакво неразбирање во групата од другите членови, некаква осуда можеби, или пак едноставно нема да бидат доволно разбрани затоа што тоа е искуството кое што го имаат од средината во која што живеат. И некогаш е тешко да се мотивираат луѓето да влезат во група за поддршка. Тоа е моето моментално искуство во однос на оваа група што ја започнуваме, но пак ја кажам, темата е доста специфична. Имаме групи за поддршка за родители. Веќе и тоа станува доста популарно кај нас, од почнување на такви едни групи на поддршка. Верувам дека за родителите би било полесно да влезат во една таква група, особено затоа што секој родител во некој даден момент се чувствува како да не знае што прави или што треба да прави со своето дете, или се соочува со некаков даден предизвик каде што едноставно немаш идеја веќе што треба да направиш и да превземеш. И звучи доста мотивирачки дека и таму ќе има и други луѓе кои што имаат деца на слична возраст, па можеби ќе слушнам нешто мудро, паметно кое што ќе ми даде идеја како можам да си помогнам на себе. Но најчесто за нас е предизвикот како терапевти да едноставно ги охрабриме луѓето да влезат во таква една група за поддршка. Може да биде предизвик редовноста на членовите во групата, особено затоа што сите знаеме, живееме во такво време на брз распоред, активности на сите страни, и тоа може да се случи да некој почне, па после некое време заради обврски, други случувања во животот престане да доаѓа. Ако почнете со помала група, па може таа група да се осипе, да останат 2-3, па дали тоа веќе група за да се продолжи да се работи. Исто така може да биде предизвик ако посебно ние сме мала земја, каде што од други градови може луѓе да се пријават за таа група, па постои дилемата дали да биде со физичко присуство или онлайн. Па кои се предностите и недостатоците на тоа исто така се разгледуваат, така да има некои работи кои што може да бидат едноставно предизвик при формирањето. Колку и верувам ова може и зависи од видот на самата група и каков е проблемот со кој што или каква е работата која што ги привлекува сите да бидат дел од таа група, ама колку, например, е оптимално да трае една група за поддршка, бидејќи верувам дека пак има некое време кое што е, знаеш, некојаш ако нешто се одолжи премногу, престанува да функционира. Так. Мислам дека тоа многу зависи од самиот проблем кој што се третира или темата, нели искуствата со кои што доаѓаат луѓето учесници во групата, но и ако кажеме дека е можеби некоја група за родителство, обично од 8 до 10 сесии или средби, да ги кажеме, се доволни, бидејќи повеќе од тоа би значило да групата трае повеќе од 4 месеци и тоа може навистина да биде предизвик да се одржи тој ритам, нели, за редовни средби и сите членови да бидат присутни на тие средби. Но пак ќе кажам, зависи од тоа што ќе се обработува. Ако е група за членови кои што се борат со депресија или анксиозност, најчесто тие групи траат малку подолго, може да бидат со различна динамика во смисла на колку често ќе се среќаваат, дали ќе биде тоа еднаш неделно или 2 пати во месецот. Обично се држи тој ритам да има барем 2 пати во месецот средби. Најпожелно би било секоја недела, но од друга страна знаеме и свесни сме дека некогаш тоа и не е возможно заради сите други животни обврски и задачи кои што ги имаме. Така да
се гледа некоја оптимална бројка на средби да има со цел да токму тоа, да не се осипе групата и да се изгуби веќе фокусот и целта зашто се собираме и зашто сме тука. Да, веќе тоа е важно, веќе ако тоа ја верувам пример ако нешто често го слуша секој нон-стоп, нема некоја акција, едно што нема никаква промена и тоа, окей, прашање се дозборувам се фаќам за прашање кај што дали групите за поддршка се поеќе споделување и зборување за темата за која што сите се собрани, проблемот за кој што сите го имаат, или се работи на акција кај што можеби имат домашна задача, окей, сите треба читаме иста книга, или овие се некои работи кои што треба да се направат до следното ведување, или не функционира на тој начин? Так. Пак тоа делумно зависи од оној кој што води групата, би рекла, но секако не е идејата само да зборуваме и споделуваме и да си ги раскажуваме приказните. Тоа секако помага и е доста има исцелувачки ефект затоа што слушаш дека и некој друг поминал низ нешто слично, можеш да се пронајдеш во приказната на другиот, но од друга страна може да биде и преплавувачки, нели? Ако се 10 луѓе во групата и секој пат се слушаат само приказните и оние доживувања кои што ги поминале учесниците, тоа може да биде и доста преплавувачки, па и да те заглави, нели, во твојата приказна и во твојот проблем. Идејата сепак е на групите при давањето на таа емоционална поддршка да се даде и одредена насока или одредени прашања кои што ќе помогнат на самите учесници да размислуваат за своето искуство, па дури јас би рекла и да детектираат, нели, од чувствата кои што се присутни поврзани со тоа искуство, да се дадат некои насоки што е тоа што може да помогне, нели, во обработка на тие чувства и емоции, да се пуштат тие чувства и емоции, така да не е само фокусот, нели, ќе седнеме и ќе разговараме и како ни помина денес денот и како ми беше, тешко ли ми беше, што се случи, како се случи, туку баш да биде и тоа, окей, се чувствуваш тажен, како се чувствуваме денес, секој, нели, споделува, можеби јас чувствувам тага, јас чувствувам равнодушност, друг чувствува нешто друго, сега пак зависи што е темата. Окей, што е тоа што може да помогне со тоа чувство? Каде го чувствуваме? Нели, во кој дел од телото? Па некоја вежба која што може да помогне во однос на тоа чувство. Така да, ако е, да кажеме, групи за поддршка за родители, нешто практично на таа тема, нели, што е тоа што може да помогне во интеракцијата со детето, на кој начин во следна дадена ситуација може да се справи личноста. Така да се дозволува, нели, да се споделат и лични искуства како јас се справувам со моето дете во дадени такви ситуации. Можеби јас имам проблем со тантруми, ама добро ми оди поставување, не знам, на граници или родителите да може да споделат да ги споделат своите искуства. Сега тука имаме и правила и насоки, нели, кои што групата се води според нив, за да не се случи да некој, не знам, постојано дели совети или постојано зборува, а другите немаат простор да зборуваат. Така да тоа е улогата на самиот водач, фасилитатор на групата, да ја менаџира групата и да даде простор на сите да бидат слушнати. Да, тоа е интересно, бидејќи мислам, барем јас знам дека во групи многу интересно е кај што ако гледаме, не знам дали се согласиш со мене, ама мислам дека повеќето од групите се исти, кај што имаш неколку луѓе кои што сакаат да зборуваат и имаат што да споделат и не секогаш тоа е лошо, ама ја движат насоката кај што иде разговорот. Имаш одредена група на луѓе кои што тоа го чекаат бидејќи се плашат или не знаат како да споделат. Различно, јас знам да сум бил в ситуации за одредени работи кои што окей, не знам како да окажам или не знам, бидејќи групава, не знам, сите се постари од мене или сите имаат повеќе искуство од мене, па не знам како се јас да кажам. И има одредени луѓе кои што тотално се изолираат и само слушаат и тоа е интересно кај што да, добар фасилитатор верувам дека прави голема разлика во како и колку корисна ќе биде една група за секој еден учесник во неа. Така, да, баш и така е во пракса, нели,
секогаш кога имаме некоја форматна група, имаме различни карактери, луѓе кои што повеќе сакаат или помалку сакаат да зборуваат и може да се баш видат тие улоги кои што секоја личност, секој учесник некако си ги завзема во групата. Еден е тој што кажува, постојано шали, на секој сериозно прашање гледа со хумор да амортизира, друг е тој кој што молчи и се моли да не биде прашан или да не дојде редот да сподели нешто, трет кој што зборува многу или четврт кој што секогаш е спремен да даде совети, така да затоа е многу важно за оној кој што е водач на групата или фасилитатор или терапевт да го има тој сенс, таа вештина да некако знае кога е време да прекине некого, да потсети на правилата, да охрабри некого да се вклучи, па дури некогаш да даде дозволата да биде тишина во групата, затоа што некогаш и ние како терапевти го имаме проблемот да останеме во тишина. И одма одиме со тоа да го парафразираме нашето прашање, дадеме друго прашање затоа што гледаме дека групата некако не реагира на нашето прашање, така да дури терапевтот треба да биде спремен дека можеби во даден момент ќе треба да остане во тишина, да нормализира тишината, или да едноставно биде спремен на емоционални изливи на емоции, како што е плачење. Баш со една колешка која што сме доста блиски, кога работевме на креирање, ми помагаше во креирање на оваа програма за жени со спонтан абортус, и она вели, јас навистина мислам дека ако бидам фасилитатор на таа група, јас ќе плачам со жените заедно. И што е многу очекувано, има приказни кои што навистина ќе те допрат, ќе те погодат, и ние терапевтите сме само луѓе со наши чувства и емоции. Не би рекла дека е погрешно некогаш и терапевтот и фасилитаторот да сочувствува на тој начин, да просолзиш, да се нажалиш, да се натачиш, но сепак мораш да си над групата. Мораш да имаш поголема контрола од другите на своите емоции и на целиот оној процес кој што тече за време на средбите. Да, ја имам приметено во работа со тинејџери, кај што у различни видови на групи, без разлика тоа дали ќе биде као тренер или може би некој библиско проучување, што и да е, тишината ми е омилено, бидејќи поготоа кога работиш со машки тинејџери, кои што ќе поставиш прашање, ама не дека не знаат или не сакаат да одговорат, едноставно не знаат можеби како, и ќе оставиш таа тишина 1 минута, 2, да стане баш непријатно и еден од нив да каже нешто, за да пуша. Мене ми е окей као фасилитатор или као некој кој што говори тоа разговор, јас сум окей со таа тишина. Бидејќи целта мене ми е друга, така? Ама на нив и мене пријатно и им станува, нормално, не сакаш да им направиш да им биде лошо, ама таа непријатност некојаш може да не извади од таа некоја комфорт зона, кај што окей, јас тоа што кажа ти многу често, ја и се фаќам и на подкастов, така некојаш има некој епизоди кај што сум као, окей, чекај, постави прашање, остави малце тишина, окей, да не можеш веднаш да се вклучиш во одговорот на тоа прашање. И тишината мислам дека некојаш може би е барем за мене највеќе ми помага да излезам малце од таа комфорт зона, и јас знам кај што си бил дел од групи, се никој ништо не збори, и сите се гледам и сите размислуваме кој ќе каже нешто. Или неретко добри работи излегуваат од тоа кој да прв каже нешто. Така да, во принцип тишината за многу луѓе е непријатна, дури вака во најнормалните разговори со луѓето секогаш следно прашање доаѓа, но во група ние се обидуваме, барем јас еве како терапевт, се обидувам да нормализирам тишината, дури тоа да го вербализирам. Во ред да бидеме малку во тишина, ако имате потреба повеќе да размислите за ова, или едноставно ако гледам дека по ниеден обид не излегува или одговор од некоја личност, да тоа го адресирам. Интересно е како за ова прашање никој не е спремен да даде некаков фидбек. Што мислите зашто е тоа така? Дали можеби затоа што
прашањето е навистина тешко, непријатно, дали затоа што едноставно можеби се чувствувате неподготвени да размислувате на оваа тема или јавно да зборувате, нели да споделите со групата. Така да дури тишината да се адресира, некогаш може да донесе некаков бенефит, нели, за групата, па и да се остане во тишината. Ние ете и во терапија ни доаѓаат клиенти кога молчат и во неколку наврати сум кажала, окей, ако имаш потреба да молчиме или да подолго размислуваш за тоа, во рете, не мора да брзаме, нели? Можеби некогаш од хаосот, од обврски ни треба дури тоа време и во самата група или во терапија да застанеме и да си дадеме 2-3 минути, 5 минути каде што само ќе молчиме и ќе размислуваме за она кое што ни било поставено како прашање. Да, веќе многу често се можеби тоа кај мене поеќе, ама многу често ми се случува без разлика што и да е, веќе размислувам неколку различни работи. Ние можеби да зборуваме за било што е, сега овде сме зборуваме за групи за поддршка, ама во мојата глава се вртат уште неколку различни работи од тоа што ќе правам после што се дешава, што се случува во светот, како ми било со Бајле, окей. И сега тишината е потребна и убаво е, например, ја имам таа привилегија да тебе те слушам и можам да пробам да се фокусирам на нешто кај што ќе ми ги застане мислите на сите страни, а поготово таа тишина кај што окей. Знам колку и многу луѓе, многу успешни луѓе зборуваат за таа некоја, не знам, на македонски како ќе дое зборот stillness, тишина, ама и буквално да останеш смирен во моментот. Да не мрдаш сега, да не правиш ништо, колку само помага за да се ти помогне за да бидеш сам со себе, да научиш можеби некои работи повеќе за тебе ако тоа го правиш секој ден. Да процесираш што се случува, да се фокусираш поубаво за останатите работи. Баш е интересно колку некојаш е непријатно и валјда и тоа е така. Непријатно е бидејќи е предизвик и не ни е секојдневно. Барем сме збореле доста за анксиозна генерација и технологии. Барем денес кај што кога ти е досадно, ќе пуштиш нешто, ќе отвориш телефон, цело време сме окупирани со нешто, цело време нешто тече и тоа најверојатно па и уште повеќе на помладите генерации им прави проблем, нели, да бидат присутни и во една тишина, нели, да останат присутни, но тоа се некои од, можеби, како да ги кажам, оние митови кои што важат за групите или излегуваат за групите, дека јас секогаш мора да кажам нешто или ќе треба да зборувам, за секој прашање ќе мора да дадам одговор. И тука се ова таа непријатност, нели, што ако не знам што да кажам. А од друга страна па е непријатна тишината, нели, ако замолчам или ако молчам или ако не кажам ништо, како ќе ме сватат другите, како јас ќе се чувствувам во тој даден момент. И затоа ние многу пати, кога зборуваме така, што е група и како функционира една група, го кажуваме тоа дека во група не се очекува секогаш секој да каже нешто. Да, многу пати се оди, нели, во оној круг за да секој да има простор да каже нешто, но воопшто не е срамно да кажеш јас не сакам да споделам или не сум спремна да зборувам денес или денес ќе бидам малку потивок и нема многу да учествувам во дискусија или едноставно немам одговор за ова прашање. Па дури да, нели, во некој даден момент нека проложи следниот, нели, ако веќе нешто се работи баш онак во група, секој да каже по нешто. Така да иако си во група, не мора да значи дека ќе мора секогаш за се да споделиш, да зборуваш, на се да се вклучиш во секоја дискусија. Секој има право, нели, да оди со своето темпо и со она што на него му е пријатно и му помага. Да. И сега ме интересира од твое искуство, што повеќе, мислам, може би е лошо прашање, ама што повеќе помага во или за одредени луѓе, што дали слушањето или зборувањето во група, но бидејќи, нели, двете работи се корисни во одредени моменти. Так. Мислам дека е подеднакво важно и слушањето и споделувањето. Кога ние слушаме, го слушаме другиот кој што зборува, прво тоа може би малку повеќе полезно за оној кој што зборува, затоа што чувствува, нели, дека е слушнат, разбран, дека е прифатено оно кое што го кажува,
Но од друга страна, додека слушаме, ние можеме да се пронајдеме себе си во некои моменти, да си кажеме, таа личност се почувствувала така или поминала низ тоа, да го почувствуваме тоа дека не сме сами. И тоа е една од целите на групата, да почувствуваме, на групите за поддршка, да се почувствуваме дека не сме сами во тоа што поминуваме или сме го поминале во минатото. Така да, мислам дека е подеднаква важноста и на слушањето и на зборувањето и затоа се одржува и таа динамика, нели? Секогаш секој да има можност да каже нешто, но во исто време и да биде во позиција да го слуша другиот. И тука се охрабруваме, нели, кога ние сме тие што слушаме, да не брзаме со давање совети или едноставно прекинување на другиот. Нели, кога слушаш некој што поминал низ исто, може многу брзо да му влеташ. Јас така се чувствував, и мене тоа ми се случи. Да бе, така е. И мене и нели почнува приказната или со баш ти треба тоа да направиш, па јас тогаш така беше направив, па може ти треба тоа да го направиш. Тука секогаш одиме кон тоа да кога зборуваме во група, зборуваме од јас позиција, нели, јас се чувствував вака, јас направив така. И пред да дадеме некаков совет, да не брзаме пред се да даваме совети, и пред да дадеме совет да прашаме. Дали може би сакал да слушнеш што размислувам за ова, или дали може би сакал да слушнеш идеја и насока како би можел да си помогнеш. Едноставно да не брзаме со тоа да го решиме проблемот одма, туку да дадеме простор да тој проблем биде изложен, искажан, нели слушнат од другите, а потоа и да се размислува што е тоа што може да помогне. Да, веќе многу често верувам дека и поготово во таков еден сетинг кај што сите се соочуваат со истиот проблем, многу е лесно да се случи ненамерно и сосема, знаеш, да и јас така вака ја кај мене беше исто, кај што и после ти се чувствуваш некој да не ти ги валидира чувства, да би окей, чекај се, јас зборам за мене. Ова мене ми се... И многу е лесно, тоа често се фаќам и у разговори со луѓе, обичен живот, кај што многу често, барем јас имам тенденција да се поврзувам со искуствата на другите. И окей, да, и вака и мене. И после тоа сваќаш дека тоа не помага воопшто. И многу е важно тоа што каже ти некои очекување од кое сега споделувам со тебе, ама кое е моето очекување од твојот одговор, поготоа ако е нешто тешко, бидејќи не секогаш ни треба, јас тоа го имам кажано многу пати со мои блиски, знам што треба да направам, не ми треба да ми кажеш ова и ова и ова треба сега да направиш, бидејќи знам. Так. Мене ми треба повеќе да ме изслушаш. Во одредени моменти, да, ми треба сега да окей, не знам што да правам. Не знам кој пат да одберам. Так. И тука е многу важно и верувам и за комуникација, не само во групи, и општо е важно таа некој кои се нашите очекувања од еден однос, една комуникација, од кои се очекувања од споделувањето и како да се одве една група на поддршка во ваков сетинг. Да, баш тоа, многу пати луѓето имаат повеќе потреба, имаат многу повеќе луѓе околу нив кои што секогаш се тука да им дадат совет, но немаат луѓе кои што можеби само ќе бидат тука присутни и ќе слушаат. Затоа велам, многу пати ние охрабруваме во групите да не се брза со давање совет, туку повеќе со тоа ако веќе навистина сочувствуваш, нешто слично ти се случило и на тебе. Можеби твојата реакција повеќе да биде те разбирам, сваќам како си се чувствувал или верувам дека тоа било навистина тешко, наместо нели одма знам како ти е, истото го поминав, леле мене јас вака се чувствувам, нели почнува приказната наша надоврзување на тоа. Така да тешко е, нели, кога го делиш личното искуство, некогаш е тешко да се исконтролираш и да кажеш чекај малку сега, можеби личност има потреба да биде слушната, но треба да се чувствуваме и слободни ако сме тргнале да споделуваме на некој и сакаме да бидеме само слушнати, да си ја дадеме таа слобода да кажеме, знаеш што, верувам дека и ти си поминал нистото, но многу ќе ми значи ако ми дозволиш да го раскажам моето искуство, многу ќе ми значи да бидам слушнат од твоја страна. А потоа тука сум спремен да слушнам можеби некоја насока и некој совет што имаш да ми го дадеш. Ние некако се стегаме во односите, па дури и со најблиските, затоа што се плашиме да не ги навредиме, како ќе не разбера, да не ни се налутат, а треба да се чувствуваме слободни да кажеме,
знам дека и ти имаше слично такво искуство, ќе ми значи твојот совет, но можеби сега само сакам да бидам слушнат. Да. Од твоја Јас тоа сега највеќе го учам од скоро па година дена од кога сум во брак и тоа го учам бидејќи кога живееш сам е многу поразлично и ги немаш тие секојдневни разговори со една иста личност и сваќам дека кога нешто ќе биде споделено не треба јас веднаш да можеби некојаш он ќе побара од мене, окей, what do I do? Што правам? Так. Ама најчесто е повеќе таа сака да биде слушната. Тој сака да биде, сите сакаме на крајот на денот, мислам дека тоа е човечко да бидеме разбрани и слушнати. Так. И без разлика каква ти е намерата, ти можеш да идеш со, јас знам, да идам со најдобра намера и после сваќаш чекај, окей, не ова не се работи за мене, ова е за за нејзек кој што споделува, за личноста која што поминува низ тоа. Так. И тоа сум имал, секогаш ми доаѓа на памет професор Марковиќ од предавање кај што зборува дека сите имаме, реалноста не е важна, сите имаме своја реалност. Веќе не е важно важно е како гледаме на тоа што се случува. Ние може пак ќе кажем примерот милион пати и чаша вода, half glass full, half glass empty. Значи сите гледаме и многу е важно да бидеме свесни за тоа кога сме во односи со други луѓе, без разлика какви се тие. Так. И од тука е тоа интересен дали колку само комуникацијата може некој да му помогне или одмогне, бидејќи ако некој се чувствува разбрано, многу полесно ќе му биде да ти каже повеќе и да побара од тебе помош. И да прифати совет. Да. Так, да. Да, ние имаме многу тенденција како луѓе, мислам дека да ги фиксираме брзо работите, нели? Ако има проблем, треба да се реши тој проблем. Ако некој споделува дека поминал низ некакво искуство и дека му е тешко, да му помогнеме на таа личност побрзо да се чувствува подобро, попријатно, нели? Да имаме нелагодност да останеме во тие непријатни чувства и емоции. Некогаш кога луѓето споделуваат, може дури тоа на нас да ни биде нели непријатно да ги гледаме како плачат или како им е тешко и одма тргнуваме со таа идеја. А што мислиш, можеш ли ова да направиш, тоа може да ти помогне или не се секирај, нели тоа е во нашата култура како фраза, не се секирај, ајде ќе биде подобро, ќе помине. На многу луѓе им се случува, особено со тие жени јас сега што работам, што поминуваат низ спонтан абортус, многу пати тие пораки ги добиваат од средината. Особено па ако имаат и друго дете пред загубата, фокусирај се на детето, биди благодарна, не знам, немој да плачеш, ќе се разболеш, а некогаш имаат само потреба жените да ги извадат своите чувства, емоции, да ги споделат со некој, да кажат дека е тешко, да останат во тоа што им е тешко, за да може да го isprocesираат, за да може да го пуштат. Бидејќи ако ние брзаме и ги избегнуваме непријатните чувства, како што знаеме да ги кажеме негативни чувства, нели? Така и ги адресираме. Тие непријатни чувства, ако брзаме да ги избегнеме, најверојатно и таму некаде ќе ги потиснеме. И тоа после утре да може да направи некој друг проблем и да се чудиме од каде овие чувства сега тука, зошто се чувствувам вака, зашто сум нервозен, зашто немам волја, зашто сум без фокус, не можам да се сконцентрирам, не можам да внимавам, и ги адресираме тие работи, не знам, па под стрес сум, уморен сум, а всушност може би некои други чувства внатрешни кои што се необработени и пуштени влијаат на нашата ментална добросостојба. Така да важно е затоа е важно да се даде просторот да луѓето зборуваат и да останат во тој момент, во нивното искуство, да го споделат и да се почувствуваат разбрани и прифатени од другите. Да. И сега, завршувајќи го разговорот, дали, например, е доволно група за подршка или има потреба и од индивидуална терапија или од дополнителна терапија за решавање на еден проблем? Да земеме пример за жени со спонтан абортус. Дали групната терапија може да биде, тоест групите за подршка, може да бидат доволни за да се надмине еден таков проблем или е потребно и друг вид на терапија? Так. Тоа е многу индивидуално, не можеме да кажеме однапред, нели,
можеме да кажеме однапред во смисла на ако личноста размислува дали во група да влезе или да работи индивидуално, а гледаме ние дека навистина личноста е под голем стрес, има нарушени функционални способности, секојдневни, например, има проблем со исхрана, со спиење, со грижа за себе, со апетит, нели, има проблеми кои што навистина прават да е во една ризична акутна состојба во тој даден момент, тогаш не е препорачливо да се влезе прво во група, затоа што потребен е индивидуален пристап, нели, работа на тие потешкоти и проблеми кои што довеле до таа една состојба. Затоа велиме дека можеби за некои моментални ситуации, во некои моментални ситуации подобро е личноста да почне прво со индивидуална терапија. Но не значи дека е погрешна ако личноста влезе во терапија, мислам во група, а потоа нели сватиме дека е потребна индивидуална терапија. Некогаш не секогаш можеме да биде видливо тоа. Некогаш луѓето едноставно не се целосно искрени и со терапевтот на почетокот, па ние кога ќе се постават одредени прашања. Дури па и некогаш учесникот може ќе влезе со намера, нели, дека јас се чувствувам добро, ќе сум со темата, сакам на овој начин да работам, а некои прашања, некои други искуства споделени во групата ќе бидат тригер за некои претходни случувања или некои симптоми кои што личноста ги носи во себе, а ги игнорира. Така да, за тоа треба да се направи добра, затоа терапевтот или фасилитаторот треба да направи една добра проценка на почетокот, затоа нели, со неколку прашања можеби дали можеби има некакви потешкоти учесникот или клиентот, дали можеби зима некаква терапија, како функционира на секојдневно ниво, нели, кој е неговиот проблем. И потоа да се одреди дали е потребна индивидуална терапија или доволна е само група за поддршка. Пак ќе кажам, не е ништо страшно дури да се влезе во група и да се излезе од групата, или едноставно има луѓе кои што ќе сватат ова не е за мене, јас не можам вака. Нема ништо срамно да човек се повлече, ние затоа велиме учеството во групите е доброволно. Никој не подпишува договор дека јас сега на 10 средби ќе дојдам и не смеам да отсуствувам, не можам да се откажам. Може во секое време личноста да се повлече да каже јас не се чувствувам добро, не се чувствувам пријатно, не е ова за мене, не можам да функционирам вака заради X причини и едноставно да побара друг вид на поддршка, нели, за одредениот проблем кој што го има. Има луѓе кои што ќе почнат во група и ќе се отворат теми кои што ќе сватат дека се за нив проблем, еве, ќе дојдат родители во група за поддршка и ќе сватат дека имаат брачен проблем. Не можат, не знам, лути си се еден на друг затоа што немаат време за себе или едниот партнер разочаран од другиот. И многу пати ќе дојдат и во терапија некогаш родители со проблем деца и ќе излезе друг проблем. Така да ништо страшно, нели, затоа терапевтот или оној кој што е фасилитатор треба да во тој даден момент адресира, посочи, може да ги увикне на индивидуален разговор учесниците, така да сите опции се можни. Да. Дали има нешто што испуштивме што не спомнавме, што мислиш дека е важно да се спомне кога зборуваме за групите за поддршка? Па, искрено, вака кога размислувам за групите, тоа е најважно, да луѓето разберат, нели ние разбираме дека групата е со таа цел, како што стои групи за поддршка, целта на групата е да се даде таа емоционална поддршка, дека групите се водени од стручни лица, нели се надевам сега секој кој што започнува група дека има и треба да има таа одговорност дека тоа не е нешто што е наивно и е лесно да се води, да се прави, дека треба да се има одредена спремност за тоа. Би ги охрабрила секогаш нели луѓето кои што бараат ваков вид на помош да видат која води групата, колку е стручен во областа, што е тоа што може да го понуди групата, бидејќи искрено во денешно време веќе сите нудат се, така да треба навистина да бидеме у нас отворени очи да направиме добра селекција каде ќе се впуштиме, во што ќе се впуштиме и кој го води тоа што го започнал. Така да знаат луѓето дека едноставно во групата е учеството доброволно. Многу луѓе се плашат, ете тоа можеби го пропуштивме малку, колку можам да бидам сигурен дека тоа што ќе се зборува таму ќе остане таму. Особено еве за теми како што ние работиме, спонтан абортус. Многу пати таа тема е тајна во семејството.
И што ако, не знам, некако се случи да дознае некој, што ако некој сподели на некој друг. Ние се обврзуваме прво како терапевти и заради нашата работа секогаш сме обврзани за дискретност, нели, за приватност, а и самите членови се обврзуваат за таква една дискреција. Дури во некои групи, зависи од темата, нели, се потпишуваат еден вид на договори или ветувања дека тоа што е тука кажано останува тука. И тоа ветување или таа дискреција имаме право да ја прекршиме само во случај доколку личноста е во животно загрозувачка состојба или некој друг е загрозен заради нејзиното однесување, тогаш се информираат служби и така натаму. Така да дискрeciјата треба да биде загарантирана и се што е кажано во групата останува во групата. И многу пати луѓето одат со таа дилема дали нели како ќе бидам разбран, дали можеби ќе бидам осуден. Сите тие правила кои што се поставуваат на почетокот на почнување со групата помагаат да навистина групата биде едно сигурно и безбедно место и фасилитаторот, нели или терапевтот има јасна цел и визија дека во сите можни сценарија мора да ја одржи групата во една таква атмосфера на сигурност, безбедност и да му помогне на секој еден член да се чувствува едноставно како дома, помеѓу своите, каде што нели е прифатен и разбран и поддржан во тоа што го поминува. Да. Александра, фала ти уште едно гостување. За крај, кај секогаш би те прашал кое прашање кое што ти би го поставила на оние што не изслушале до крај? Каква поддршка ви е потребна во моментот? Можеби, веќе кога зборуваме за поддршка, нели, баш би ги охрабрила да размислат за вакво нешто, иако можеби звучи како нешто ново и различно. И немаме баш многу групи за поддршка, искрено да кажам. Како што спомнав, групи за родителство се почнуваат, некои други форми на групи, но ако имаат за нивниот проблем или потешкотија, ако се соочуваат со одреден предизвик во моментот, а има таква една група која што може да им понуди поддршка, навистина да размислат како вид на поддршка им е потребен и што е нивната потреба во моментот и каде можат да ја задоволат таа потреба или да ја најдат таа поддршка. Така да се надаме тоа што го зборувавме дека беше корисно, слободно може да ви пишат и на вас, верувам, може и да пробаат да ме исконтактираат и мене, ако имаат некои прашања на оваа тема, тука сме спремни да одговориме.